Каде и да одам, во срце го носам мојот роден крај. Продолжуваат нашите патувања, преку кои истражуваме нашата преубава татковина. А оваа недела стигнавме во седиштето на руралната општина Дебрца, селото Белчишта. Гледаме преубава природа. Разновидна флора и фауна, растенија и животни. Таму беше и верниот домакин Штркот, кој на врвот на електричниот столб се грижеше за своите млади. А најмалку ги гледаме луѓето во овие наши прекрасни села. Селото Белчишта представува административен центар на општината Дебрца и се наоѓа во централниот дел на областа и тука се наоѓа општинското основно училиште Дебрца, амбулантата, поштата и останатите административни структури на општината Дебрца. Според пописот спроведен во 2021 година, во Белчишта живеат 297 жители, а најбројно население селото имало во далечната 1953 година, кога во селото живееле 1223 жители. Главна гранка со која се занимаваат жителите на Белчишта е земјоделството, а доста е развиено и сточарството, но секојдневно се поголем дел зазема и печалбарството, кој е предводник на иселеништвото кој ги опустоши нашите села. Наш домакин во Белчишта е познатиот занаетчија и музичар Целе Блажески, кој е заштитно лице на селото и човек кој има визија од селото да направи атрактивна туристичка дестинација. Иако во поодминати години, од него зрачи ведар и млад дух, кој треба да го земеме како пример. Јас сум Целе Блажески од село Белчишта. Тапанџија, гајдаџија, занајаџија. Не само што музицира со инструментите и ги изработува. И друго да кажам дека јас во куќава моја имам етно музеј. Од 1. мај кој ќе почнат да идат туристи кај мене, до 30 септембар идат нон-стоп идат. Маестро Целе ни раскажа каде белчиштани најмногу се иселиле. Најпоќе имат иселено во Охрид и Аустралија. Белчиштани. Во Охрид и Аустралија. А имаме Америка, имаме Германија, имаме луѓе, имаме секаде имаме Скопје, Белчиштани, Битола имаме, али најпоќе што се иселени се во Охрид и Аустралија. Исто така ни раскажа како со години веќе Тапан и Гајда не засвириле на селска свадба, венчавка или крштевка, за разлика од некогаш кога селото било весело и живо. Живото во село порано беше многу живо беше. Јас како тапанџија, кој бев, одене по разни веселби. Имаме сватби, стројој, првичина, некој ќе оише војска, ќе му свиревне, некој ќе му сородеше мало, ќе му свире, некој ќе оише под пензија, ќе му свире. Многу свирки имавне. И така да ви кажа сега, 5 дена е свиревне една свадба. Сега нема представци сега толку е една свадба. И то ретка. Сега моментално нема ни крштевки, ни венчавки, ни свадби, ни ова, ни ова. Веселба, во село нема тапано годиње, тапан нема тапнато. Нема. Сим се знае, младите луѓе што требаше се жена да се мажат, сите замина во странство идоја. Ни раскажа и дека школото во Белчишта има се помал број на деца. Имаме осморетка имаме ние. Викаме осморетка, сега ја направија деветолетка. Работи све имат, само деца немат. Од цела Дебрца толку се деца, 30 деца. И земат од цела Дебрца со комбина ги носат овдека. Се исели народ овдека годиње по теранки дете мажо не се имат родено.
За крај маестро Целе ја зеде гајдата и ни ги разнежни срцата со нашиот народен мелос. Браво, маестро Целе! За секогаш остануваш наш пријател и ова не е крај. Наредната недела спремаме специјална емисија за тебе и твоето дело за пример. А ние тука некаде ја привршуваме и оваа авантура во селото Белчишта, административниот центар на општина Дебрца и село во кое има огромен потенцијал, а малку луѓе кои ќе го искористат. Заминуваме од селото со надеж дека луѓе како Чичко Целе ќе ги има што повеќе и од Белчиште ќе направат туристичка атракција за која надалеку ќе се слуша. Ви благодариме што бевте со нас и оваа недела. Запратете ги нашите канали на YouTube и TikTok, нашата страна на Facebook и нашиот профил на Instagram, па се гледаме наредната недела со нова авантура.